И ова неделно утро се наоѓате на вистинско место во вистинско време и останете тука. Почнува новото издание на емисијата Урбан Блока и ве што ќе гледате во него. Во новиот Урбан Блок ви помагаме да се справите со стресот, со псоријазата, акните и екземата. И ве учиме како денот да го започнете со здраво кафе. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Брзиот и стресен начин на живот во денешно време и тоа како остава последици врз нашето здравје, а како стресот влијае врз нашиот живот и како да го подобрите сето тоа. Ви откриваме во прилогот кој следува во продолжение низ едукативен разговор со нашите стручни соработници. Динамично живење, предизвици на работа со деца, финансиски проблеми, неостварени желби, предизвици на училиште, љубовни маки, притисок од средината. Модерниот начин на живење подразбира се повеќе стрес, и тоа во секојдневието. Со стрес се соочуваат сите возрастни групи и е буквално насекаде околу нас. Предизвик е да се соочиме и да се справиме со стресот. Затоа ние денес се консултиравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Како влијае стресот на нашето здравје? Слушаме во продолжение. До сега сме едуцирани и учени дека психоемоционалната состојба не е во никој случај поврзана со органската функција, нели? Тоа се разделува помеѓу, нели, психологија, психијатрија и помеѓу, нели, органски проблем, што апсолутно е неточно. Многу луѓе може сега тука да се најдат, нели, во недоумица како е тоа, нели, така поврзано. Значи, директно се поврзани. Значи, не може да има одредена психоемоционална состојба при тоа да нема рефлексија на функцијата на органите. Исто така, и одредена механичка повреда, нели, дисфункција на одреден орган кој ќе се случи, таа секогаш дава рефлексија на психоемоционалната состојба. Така да тоа би го кажал само, нели, како вовет, нели, во оваа тема, нели, или на ова прашање. Сега кога зборуваме за стрес, имаме различни типови на стрес. Може да сме изложени на некаков притисок секојдневно. Тоа може да бидат мали работи, стрес, да. Причини што, нели, секојдневно имаме пресија, дали е од некого на работно место, дали е во приватен живот, може да бидат некои шокови состојби, непредвидени стресови. Да, акутни состојби. Еве како ова што се случи пред неколку недели, иако, нели, како што самите гледаме, цела една нација страда од веќе доживеан таков стрес. Тој стрес кај некои луѓе отпосле предизвикува депресија, кај некои предизвикува летаргија, меланхолија, кај некои панични напади, вознемиреност. Генерално... Да, тоа се проблеми што ќе се очекуваат во иднина да се случат од целиот овој акутен стрес, нели, од цела оваа состојба, од целиот овој немил настан. Веќе постојат науки кои што го проучуваат влијанието на психолошката состојба и на стресот врз човечкото тело. Постои, еве, во Украина, каде што имаме, нели, дел од нашата едукација, им постои една катедра која што се занимава со психоневроимунохемија. Тоа што значи? Психолошката состојба врз нервниот систем, врз имуниот систем, како влијае. Таа е поврзано што на почетокот сакав, нели, да ја кажам дека тоа е апсолутно, нели, рака под рака оди. Функција на орган заедно, нели, со психоемоционална состојба. Веќе има и студии каде што се докажува апсолутно дека еден стрес ја менува комплетно, го менува хемискиот состав на крвта. Значи, тоа е многу сериозно и тоа се случува во многу кратко време. Еве, последните интересни што може да се издвојат истражувања се класично. Ние денеска се потиме секој ден во различна, нели, како да кажем, во различно време. Некој се поти од топло, некој се поти од стрес. Самата анализа што се прави на потта денеска може да укаже на каков тип на стрес бил подлежен човекот во тој момент. Значи, на основа тоа све што се излачува од организмот во тој момент. Сега, како последица на одредени стресови? Многу луѓе веќе не спијат, имаме проблем, имаме несоница. Самата несоница предизвикува физички премор
И нели една година неспиење и неколку месеци неспиење веќе доведува до здравствени проблеми. Една година неспиење ќе доведе до сериозен пат на имунолошкиот систем. Самиот стрес делува имуносупресивно, значи го исклучува имунолошкиот систем. Сега замислете, ние живееме во свет во кој што постојано сме под стрес. Значи ние живееме со исклучен имун систем постојано. Така е, невозможно е да не се појават здравствени проблеми. Затоа на второ место или на трето место се кардиоваскуларните заболувања, односно нели смртноста од тој тип. Да, не е главно тоа, но е голем, нели, како да кажам, предизвикуваш за таков вид на заболување. Сега ние за да го регулираме стресот кај било кој од нас, кај нас на диагностиката точно се гледа. Прво, дали има некој акутен стрес, дали е континуирано под благ стрес, дали има стравови, дали има панични напади, дали спие нормално, дали има преразмислување. И тоа преразмислување како симптом, како overthinking, исто така го истоштува нервниот систем. Генерално, со детална анализа на сите стрес хормони, на нервниот систем, на начинот на размислување и начинот на живот на една индивидуа, гледаме која персонализирана терапија точно би одговарала и најмногу би одговарала за тој човек, за да може да си помогне самиот, поточно ние од надвор му помагаме на телото да го донесеме во нормална состојба. Кога телото ќе препознае веќе што е за него идеална состојба, природно му доаѓа да си ја задржи таа состојба. Ја би дополнил само, терапијата која што се дава или што се креира овдека не делува само на функција на органите, него делува примарно, може да кажам дека делува на психоемоционалната состојба. И сега тоа може да биде друга тема како тоа делува, нели да го објасниме тој механизам, но да не нели отвараме таа тема, чисто само би го нафрлил еве како тема. Значи со носење на стрес хормоните во нормална функција, со регенерирање на нервниот систем, целиот ендокрин систем и во суштина ние на тој начин на телото му помагаме и на човекот да може да се врати во својата природна нормална состојба. Знаете, едноставно некогаш е доволно да му помогнете на човек да го смирите, да он веќе може самиот нели да го промени темпото и начинот на размислување, на функционирање. Во природата на човекот е да биде да го сака животот и да биде оптимистичен и да е полн со ентузијазам и да креира. Тоа е нашата природна состојба. Ние повремено од премор и од вакви некои супресии, нели, потпаѓаме со овој начин на живот и затоа и се губиме во сето тоа. Меѓутоа, со враќање на село во нормала, повторно треба да ни се врати волја, елан. Еве, например, ќе дојде некој пациент кој што има 60 години. Тој заборава дека можеби ќе живее уште 30 години. 30 години се многу. Значи, тој има уште 30 години да види уште многу од светот, да не го боли ништо, да може да шета, да е витален. Да, квалитетот на живот не е поврзан со да се радува, да се радува. Тоа исто така треба да се демистифицира. Така е. Значи, воедно и плацебо и ноцебо ефектот може сега на кратко само да се спомнат. Нели, плацебо ефектот кога ние доаѓаме од болест во здравје, така условно да го дефинираме, и кога ноцебо, нели, ние од здравје одиме во болест. Тоа е исто така поврзано со нашата ментална и емоционална состојба. И проблем е што ние нашите деца не ги учиме од мала возраст дека они имаат апсолутна контрола на своето тело. Но тоа е нешто што ајде пак може да го ставиме за некоја друга тема, да го елаборираме или да го објасниме малце поопширно. Односно да им дадеме на гледачите, нели, на луѓето една техника или една можност, нели, да они разберат дека апсолутните како имаат контрола врз своето здравје. Многумина од нас во денешно време се мачат со непријатни проблеми како што се псоријазата, екземите и акните. На оваа тема разговаравме нешто повеќе со нашите стручни соработници од Анифарм. Еве што велат тие. Иако истражувањата се уште во рана фаза, некои клинички студии и експериментални модели покажуваат ветувачки резултати. Маслото од канабис се користи во третманот на различни кожни заболувања, вклучувајќи псоријаза, акни и екзема. За ова повеќе зборуваме со нашите стручни соработници од Аптека ДНА Анифарм. Маслото од канабис, кој што во својот состав содржи CBD, има големи ефекти врз третманот на екзема, псоријаза и акни,
поради неговото антиоксидативно, антивоспалително и хидратантно делување. Како фармацевти имаме голем број производи кои што во својот состав содржат CBD и кои што се изработуваат во облик на креми или масти за локална примена и кои што токму намената е да се искористат бенефитите од канабидиолот во насока на третман на овие индикации. Зошто велиме дека можеме да го користиме CBD-то и кога пациентите, поготово оние кои што имаат псориаза, која што станува збор за еден вид на јавто имуно заболување, може да го комбинираат не само локалната употреба на препарат што содржи CBD, туку и орална употреба на овие производи, заради тоа што самото CBD имаше и имуномодулатор, има имуномодулаторно делување. Секако, потенцијалот на канабидиолот е доста голем и дефинитивно постојат неколку студии и научни истражувања кои што би сакала да ги напоменам се со цел да потврдиме зошто и како треба да се користат овие производи. Првенствено антиоксидативниот ефект кој што е познат го спречува и старењето на кожата, меѓутоа и нејзината регенерација и она кое што е во студијата во 2018 година направена, објавена истата во журналот односно списанието за дерматолошко испитување и наука, е докажано дека канабидоидите имаат значителни антиинфламаторни ефекти кои што ги намалуваат екземите и во третманот на псориаза ја подобруваат состојбата дури до 72% ке пациентите. Освен оваа студија, следна студија во 2019 година, која што е назначена кое е влијанието и поддршката во хидратацијата на кожата, каде што е изложеноста на CBD помага во регулирањето на хидратацијата и подобрувањето на кожната бариера дури до 60%, поради што токму овие факти овозможуваат препорака на препаратите што содржат масло во кој што има CBD во сврха и третман на овие три кожни индикации. Себорегулацијата е еден од ефектите кои што ги има канабидиолот и дефинитивно таа себорегулација може да се искористи заедно со хидратацијата во третманот на акнестата кожа и секогаш имаме производи кои што велиме дека кога ги препорачуваме мораме да го имаме во фокус и антивоспалителниот ефект кој што е потребно да се има врз кожата кај пациентите кои што имаат акне. Акните се предизвикани од прекумерна продукција на себум од лојните жлезди, што може да ги затне порите и да предизвика воспаление. Маслото од канабис го регулира производството на себум. Екземата е хронична воспалителна болест која предизвикува сува кожа, чешање и црвенило. Маслото од канабис има моќни антиинфламаторни својства, што може да помогне во намалување на воспалението и чешањето поврзани со екзема. А доколку и вие спаѓате во онаа група на луѓе чие што утро започнува со шолја вкусно кафе, тогаш во следните неколку минути ви откриваме како истиот пијалок да си го направите поздрав. Покрај будењето, омилениот утрински пијалок може да биде прекрасен и за нашиот организам. Еве како да го направите кафето поздраво. Заборавате да ја земете вашата дневна доза витамини. Вие не сте единствените. Но дневната доза на кафе не се заборава. И како ги комбинирате двете? Навистина е возможно во утринскиот пијалок да додадете витамини, антиоксиданси и сите оние хранливи материи, кои ќе направат да бидеме поздрави и витални. Така можеме да уживаме во утринско кафе и во исто време да направиме нешто корисно за нашето тело и ум. Еве како да го зачиниме нашето кафе. За почеток цимет. Ако ставите малку цимет во утринското кафе, ќе добиете моќна доза на антиоксиданси.Циметот се користи како лек и јадници години. Истражувањата покажаа дека овој зачин го штити срцето и мозокот, го зајакнува имунолошкиот систем и го подобрува метаболизмот. Додадете ѓумбир. Овој ароматичен лут зачин е препон со антиоксиданси и антиинфламаторни својства.
Ја намалува болката во мускулите, го намалува холестеролот и го подобрува варењето. Во кафето се разбира користете ѓумбир во прав. А може и печурки. Кафе и печурки. Изгледа како некомпатибилна комбинација. Печурките всушност има антивирусни и антиинфламаторни својства. Го зајакнуваат имунолошкиот систем и спречуваат болести. Покрај тоа тие се силен пробиотик. Измешајте лажичка прашок од печурки со лажичка кафе и подгответе го напитокот на вообичаен начин. Сте пробале ли куркума со кафе? Ова жолто богатство е силен антиоксидант, помага во детоксикација, го подобрува варењето и ја намалува депресијата. Неверојатниот прав од афион ги балансира хормоните, ја зголемува енергијата и либидото и е полн со масни киселини и витамин С. Како да го направите кафето поздраво со помош на какао? Чоколадото и кафето се навистина одличен тандем, а какаото е моќен антиоксиданс. Содржи огромно количество железо, го намалува холестеролот, го подобрува расположението и ја зголемува мотивацијата. Доволна причина за да консумирате кафе заедно со какао. Ако сепак не сакате кафе, подобро е да престанете да го пиете или да преминете на алтернатива, како бело кафе или топло чоколадо. Ако уживате во пиење кафе, варењето на шолја кафе секое утро е здрав начин да го започнете денот. Тоскана се наоѓа во централниот дел на Италија. Бидејќи Италија е обликувана како чизма, Тоскана е речиси во горниот лев агол на таа чизма. Двата најголеми аеродроми во Тоскана се наоѓаат во незините најважни градови – Фиренца и Пиза. Секогаш проверувајте цената на билетите за летовите од Будимпешта, бидејќи тие можат да бидат многу поевтини за периодот на вашето патување. Сега има ефтини летови и кај нас, така да и овие места се сосема достапни. Сепак оние кои сакаат да ја посетат Тоскана во целост или барем да се обидат, сами одлучуваат за своето возило. Така што добра опција е и ова. Во тој случај се препорачува престој во тосканските домаќинства. Прекрасни и стари италијански вили потопени во бајковита природа. Добрата стара букинг резервација ќе ви помогне да го најдете најприфатливото и најубавото сместување на секаде во Тоскана. Најефтино време за посета на Тоскана е помеѓу ноември и март, но тогаш повеќето хотели и ресторани се затворени, особено на морскиот брег. Врвната сезона е во мај, јуни, септември и октомври. Тогаш цените се дури 50% повисоки во однос на другите месеци. Април е најидеалниот месец за посета на Тоскана кога станува збор за времето и цените. Најскапо е да се посети Тоскана околу Божик и Великден. Тоскана не само што е убава, туку е и вкусна и неверојатна. Вината од Тоскана се првенствено одговорни за вкусот и магепсувањето. Познатите црвени вина од Тоскана се направени од специјална сорта на грозје, уште позната и како крвта на Јупитер. Поради својата разновидна микроклима, различни видови на грозје успеваат во Тоскана, така што историјата на производство на вино овде е импресивна и датира многу одамна. И денес има семејства кои повеќе од 500 години континуирано се занимаваат со лозарство и винарство. На прашањето што прво да се посети во Тоскана, одговорот е едноставен – винарии. Една од полуксузните винарии се наоѓа во градот Сан Джимињано. Овде можете да ручате, вечерате, да ги посетите лозијата, да тргнете во потрага по тартуфи. За 60-минутен престој во винаријата со дегустација на вино треба да се издвојат 12 евра по лице. Оваа винарија организира околу 29 активности за деца и возрастни. Во винариите ве учат како да го доживеете и почувствувате виното, не само како да го пиете. Ке научите нешто за историјата на производство на вино, како и за староста што се чувствува за оваа работа. Ке научите за подемите и падовите на работата. Тоскана е една од светските гастрономски дестинации, на листата на 10 најдобри гастрономски дестинации во Европа што ја објави порталот TripAdvisor. 5 градови се од Италија, а Фиренца е на првото место. Тосканските специјалитети одат рамо до рамо со врвните вина. 4 најважни состојки на тосканската кујна се коралеп, месо, вино и маслиново масло. Тосканците користат граф во своите јадења на најкреативните можни начини. Со многу љубов и внимание се пристапува и кон тестенините, како и со свежиот зеленчук. Тоскана е позната по своите сирења, качиота, направено од кравјо млеко,
пекорино од овчо млеко, равиџоло од кравјо или овчо млеко, рикота од овчо, кравјо или козјо млеко и каприно од козјо млеко. Постојат стотици варијации на сирење врз основа на овие споменати. Што се однесува до зачините кои се користат во готвењето, најмногу се користат мајчина душица, жалфија и рузмарин. Тоскана е позната по тартуфите, па многу од незините јадења ја содржат оваа скапа печурка. Што се однесува до месото, тосканците предпочитаат дивеч. Од дивеч прават и дебели супи. Сакаат да готват дивеч во вино. Еден од месните специјалитети е фирентинскиот стек, кој всушност е подебело парче месо кое се пече на скара, на маслиново масло и се служи полукрваво само со бибер и сол. Некои од јадењата кои треба да ги пробате се и салата од граф и туна, салата од бајат леб и пилешко со пармезан и спанаќ. Што се однесува до десертот, најпознат е панфорте, кој се прави од зашекерено овошје, цимет, мед, бадеми и на крајот е зачинет со ѓумбир и карамфилче. Има и кастанјацио, торта со костени и букелато, торта од ананас. Покрај Фиренца, главниот град и лулка на ренесансната уметност, по Тоскана се наоѓаат и други градови: Пиза, Ливорно, Сиена, Прато, Лука. Меѓу одмаралиштата, најпознато место е Виареџо, а најпосетуван град е Сан Џимињано. Островот Елба припаѓа на Тоскана. Се чини дека Тоскана е најпозната низ светот по кривата кула во градот Пиза. Пиза е 80 километри од Фиренца, а 10 километри од морето. Градот Пиза е мал и тивок универзитетски град кој вреди да се посети, поради своите уметнички и архитектонски богатства. Кога размислувате што да посетите во Тоскана, кривата кула во Пиза треба да биде на врвот. Кривата кула е убедливо најсложената зграда во светот. Тоа е всушност кампанаријата на катедралата. Изградбата на кампанаријата започнала во 12 век, а на самиот почеток на изградбата кампанаријата се навалила бидејќи на местото каде што тоне земјата бил удрен темелот на катедралата. Кулата била завршена во 1350 година и од тогаш секоја година се навалува по 1 милиметар. Во 1990 година беше затворен за посетители бидејќи не беше безбеден за туристите. Сепак архитектите успеале да го решат проблемот и денес кулата е повторно отворена. Се верува дека кулата ќе биде стабилна за посетители во следните 200 години. Кулата има и 294 скалила, па со лесно. Следно на листата за посети во овој дел од светот е островот кој што се наоѓа во Тоскана. Островот Елба припаѓа на областа Ливорно и е на 20 километри од брегот. До островот се стигнува за 1 час со траект. Елба е еден од најголемите острови на Тосканскиот архипелаг. Наполеон поминал известно време, односно 1 година на Елба откако бил протеран од Франција. На островот има 2 музеи посветени на неговиот престој на Елба: Вила Сан Мартино и Вила Молини. На островот има планина наречена Монте Капане, на чиј врв е прилично студено во зима. Остатокот од островот се карактеризира со медитеранска клима. Тука има и помал аеродром кој е поврзан со поголемите аеродроми во Италија и Швајцарија. Најголемиот град на островот е и првиот што се гледа кога се приближувате со траектот. Во минатото домородци изградиле утврдување околу градот за да го заштитат од пиратските напади. Во септември на островот се одржува фестивал на џез и класична музика. Културните настани најчесто се организираат во Стара црква, претворена во театар. Островот меѓу туристите е познат и по своите плажи, песочни и карпести, од кои скокањето во кристалното чисто море е приказна за себе. Во близина на градот има и 2 прекрасни песочни плажи – Биодола и Пунта Пина. Во близина на овие плажи има хотели и ресторани. Каволи е песочна плажа популарна кај тинејџерите. Дозволете и на Тоскана да ве опива со вина, да ве нахрани со свежо овошје и да ве освежи со чистото море, да ве воодушеви со својата архитектура и да ве стопли со медитеранското сонце. Тука го завршуваме нашето денешно дружење и сигурни сме дека останавте и овој пат со нас до самиот крај. Но доколку не пропуштите или пак можеби сакате да се потсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела.